се до 13 октомври политичките партии ќе имаат можност да представат својата програма пред граѓаните од кого и ќе ја бараат довербата. Токму по тој повод гостим во студиото на Пост.мк е кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на СДСМ, господинот Саша Богдановиќ. Господине Богдановиќ, најнапред добре дојдовте. Добро ве најдов. Фала на поканата. Ви благодарам. Дали може најнапред да ни кажете со кои адути ќе ја барате вие довербата од граѓаните? Па во изминативе 4 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата бевме како власт во општина Центар и без никаква помош од тогашната централна власт успеавме да направиме многу подобри работи за граѓаните на општина Центар. Како што знаете, изградивме на модерна градинка, направивме бесплатно паркирање за сите жители, со тоа што го отпочнавме она што сега се случува и на централно ниво, дека парите ги враќаме кај граѓаните. Преку реконструкции на улици, воведување на нови зеленила и пред се тоа што ни е напишано во програмата, ќе продолжиме со позитивните трендови кои што се започнати, а тоа е довршување на модерното училиште што го има во Капиштец. После 46 години општина Центар ќе добие ново училиште, а најгусто населената населба територија на Македонија ќе има ново модерно училиште, бидејќи до сега не е изградено, и тоа се со сопствени пари од општина Центар. Ќе направиме уште една нова модерна градинка, ќе го решиме урбаниот хаос што се случува, односно сите проекти и детални урбанистички планови кои што ќе се носат согласно одредени параметри и мерења, нема веќе да биде оставено да се исполнуваат нечии желби, него се ќе се прави во интерес на граѓаните. Нема да може да се гради како што се градело до сега. Воедно најавуваме и ревизија на постоечките дупови, бидејќи имаме сомневања дека во одредени работи, во одредени делови на Центар се правеле одредени манипулации со кои што се загрозува одредена безбедност на граѓаните. Така да планираме да воведеме на ред во Центар, така да Центар биде еднаков за сите и има живот за сите. Во Центар планираме големи проекти, пред се сакаме да го решиме и проблемот што е најголем, бидејќи Центар е место каде што има најголема фреквенција и на пешаци и на возила, со воведување на нов начин на организирање на паркирањето, преку нови капацитети кои што до сега ни се покажале како ефективни, да ги зголемиме бројот на паркинг места, сите оние места каде што се пред зградите би сакале да ги ослободиме тротоари и пешаци и да ги направиме како пешачки зони, односно резидентни места за паркирање, така да ќе има простор и за возилата кои што паркираат, но ќе има простор и за пешаците, велосипедистите кои што до сега, на жалост, тоа го немаа. Со тоа сакаме да дадеме еднаквост на сите граѓани, и тие што користат возила и тие што користат велосипеди. Планираме да ги обновиме сите паркови, сите зеленила да ги освежиме. Со тоа сакаме да воведеме еден ред и во начинот, значи нема да може во одреден дел од општина Центар да се гради без да се задоволат одредени параметри. Во случај да треба одреден број на зеленило од дрва, тогаш така и ќе се одвиваат и политиките на развојот на одредена градска четврт, каде што ќе се уцртуваат дополнителни градби или нема да се уцртуваат. Така да ќе направиме на ред во градењето, во општината, и нема да дозволиме хаосот да се случува како што се случувал изминатиот период, односно пред да ја превземе власта во општина Центар. Граѓаните веќе подолго време алудираат на тоа дека најголем проблем е хаосот во паркирањето, узурпирањето на зелените површини со интензивното градење на згради. Вие веќе напоминавте кусо за ова, но дали може некој по-конкретно како ќе се решат овие проблеми? Хаосот со паркирање, планираме да го решиме со тоа што на неколку места планираме да направиме монтажни гаражи, но и воедно да ги ставиме во функција сите оние капацитети за паркирање кои што беа ставени вон функција. Тоа е заради некои грешки што се имаат правено при градењето. Со самото тоа ќе го зголемиме капацитетот на бројот на паркинг места и со тоа мислам дека луѓето кои што живеат и работат на тој дел од одреден дел на територија на општина Центар ќе имаат можност да ги паркираат прописно своите возила. Со тоа ќе ги оттрнеме сите возила кои што се паркираат на тротоарите, на улиците и така натака, и ќе го зголемиме ќе зголемиме и безбедноста, но и протокот на пешаци, велосипедисти кои што до сега им беше оневозможено. Мора тие работи ги правиме паралелно. Воедно, поучени од искуството што го имаме, ние во изминатиот период направивме неколку такви чекори, со тоа што дел од некои улици кои што има можност за паркирање направивме резидентно, односно само за станарите, и така намаливме гужвата пред зградите на одредени граѓани кои што живеат на одредено место, и тоа се покажа како успешен концепт. Тоа сакаме да го прошириме
низ цел центар, односно да направиме неколку големи комерцијални паркинзи каде што сите што доаѓаат работат на територија на општина Центар ќе може да ги паркираат своите возила, но не да ги ставаат пред зградите на луѓето и со тоа да им прават дополнителни проблеми. Што се однесува до хигиената, да, планираме посветено и во изминативе 4 години доволно енергија и труд за да Центар биде една поубава и почиста општина, но во наредниот период, односно од кога ќе добиеме довербата на граѓаните, планираме да ги зголемиме ингеренциите на јавното претпријатие кое што има комунална дејност, со тоа што преку набавка на нови машини за чистење, освен она што го имаме чистење со луѓе, да модернизираме малку во тој дел и така да го зголемиме и хигиената и да ја подобриме во Центар, со тоа што ќе користиме нови начини на собирање на смет, на отпад. Но тука ќе треба да ја зголемиме соработката и со град Скопје, бидејќи реално главниот проблем што ни се случуваше во општина Центар е нефункционалноста на град Скопје, бидејќи комуналната хигиена, која што нормално го собира отпадот, е под ингеренциите на досегашниот градоначалник Коце Трајановски, кој што на жалост во Центар не посветија многу внимание. Се надевам дека по победата на изборите сега на 15 октомври, освен во општина Центар, СДСМ да го добие и град Скопје и со тоа соработката во тој дел, односно начинот и функционирањето на комуналната хигиена ќе се подобри за граѓаните на општина Центар. Дали имате некакво решение за неразвиениот дел на кејот на реката Вардар? Да, таму знам дека во изминатиот период имаше проблеми со деталниот урбанистички план и тоа не е од човечки аспект, него е пред се заради инаетот, насилието и криминалот што го имаше претходната власт. Ние знаеме дека пред 2013 во општина Центар не раководеше ни градоначалникот што беше избран тогаш од редовите на ВМРО, него беше во рацете на еден човек кој што беше и главен архитект, и урбаниста, и директор, и се што е подразбира. Тоа е Никола Груевски, кој што нормално во 2013 му ги скративме рацете за да може да влие во општината Центар. Таму треба да се довршат работите преку нов детален урбанистички план, усогласно со генералниот урбанистички план. Планираме развој на тој дел од градот, односно од општината Центар, со што ќе дадеме можност за развој на тој дел преку разни спортски објекти, деловни простори кои што нормално ќе бидат во интерес на граѓаните. Во однос на поставувањето на спомениците во општина Центар, вашата партија од која што доаѓате остро го критикуваше постапката на претходната власт за масовно поставување на споменици. Кој е вашиот став во врска со ова? Дали ќе го поддржите се ова, дали нема да го поддржите и во кој правец би се движеле по однос на ова прашање? Скопје 2014 не беше проект за да се направат или да се означат или да се даде на значење одредени личности во историјата, него беше чист криминален проект преку кој што Никола Груевски фамилијата, преку општина Центар и Министерството за култура и одредени други ресорни министерства треба да направат, односно да исперат пари. Тоа ќе го докажеме преку ревизијата што планираме да направиме, на темелна ревизија на проектот Скопје 2014, со што ќе докажеме дека се пропуштени низа и прекршени низа на закони од просторно уредно планирање, менување на детален урбанистички план, начинот на кој што се поставени тие споменици, начинот на изборот на изведувачите, висината на хонорарите и цената. Така да тоа е веќе започнато, но планираме сега со една подетална анализа и со соработка со централната власт, бидејќи многу голем проблем имавме до сега во соработката и во откривањето на тие криминали кои што се случувале во изминатиот период во општина Центар. Значи, ние нема да ја продолжиме таа пракса, напротив, ќе се посветиме на живот на луѓето кои што живеат во општина Центар. Факт е дека треба да обрнеме внимание на луѓето кои што дале свој придонес и тоа се решава многу, односно во ингеренциите на општина Центар е преку поставување на спомен плочи, обележја, но тоа се нешто што наистина не е скапо, не чини и е нешто што ќе го обележиш, а не е нешто преголемо и грандициозно и не кошта многу пари. Затоа во тој дел за поставување на такви големи споменици, не, ние сме против таа политика и ќе се бориме против тоа. На крајот и тоа го докажавме дека волјата на еден човек може да се спречи доколку се дигне волјата на народот. Ние имавме еден референдум во 2015 за ГТЦ, каде што
голем број на граѓани излегоа и го кажаа своето мислење и потоа преку правни механизми успеавме да спречиме 3 уништување на фасадите на ГТЦ и уште на 2 објекта со цел докажавме дека не може да се спротивстави ниту правно, ниту па против волјата на граѓаните. Доколку граѓаните одлучат дека тоа не треба да биде така, нема да биде. А граѓаните во општина Центар веќе неколку изборни циклуси покажуваат дека не ја поддржуваат таквата политика. Дали можеме да очекуваме рушење на дел од тие споменици кои што се веќе поставени? СДСМ и коалицијата имаше јасен став околу тоа. Ние нема да одиме на таа варијанта на рушење, можеби да има одредена дислокација на одредени, да се постават на некое друго место. Тоа пак ќе кажам ќе се направи одредена ревизија и на деталните урбанистички планови, но и на целиот проект Скопје 2014 и тие резултати ќе ни дадат какви насоки да превзееме. Али нема да станува збор за рушење бидејќи тоа представува дополнителен хаос, дополнителни трошоци, ќе гледаме одредени работи кои што не се ни убави ни на изглед и не се во интерес на граѓаните да промените, но тоа се ќе оди чекор по чекор. Не би сакале да трошиме дополнителни средства на граѓаните сега за да исправаме нечи хирови кои што сме ги имале во минатото, но ќе се потрудиме дел од средствата кои што ќе ги имаме на располагање ги направиме за да луѓето подобро живеат, а не заради изглед и некои лични суети и задоволства да задоволуваме. Во општина Центар ваш против кандидат е Дејан Јовановски од редовите на ВМРО ДПМН. Според вас, кој ќе победи во ова општина? Па, ние ќе дадеме се од себе без разлика кој да е кандидатот. Сега знаеме дека е Дејан кандидат од ВМРО ДПМН, ние ќе дадеме се од себе да освоиме што е можно повеќе број на гласови. Ќе имаме изворедна програма, имаме широк спектар на коалициони партнери. Носител на листата ни е Јана Белчева, она доаѓа од граѓанската иницијатива во одбрана Дебар Мало, со тоа покажуваме дека сме отворени за соработка, односно го слушаме гласот на сите. И преку програмата, преку нашите активности, кампањата што е многу интересна, позитивна, ќе се потрудиме да освоиме што е можно поголем број на гласови. Анкетите покажуваат дека се очекува победа во прв круг во општина Центар и максимален број на гласови што ќе го освоиме не само за мене како кандидат за листата на советници, него и за кандидатот за град Скопје и листата на советници за град Скопје. Ние во изминатиот период, бидејќи јас бев и претседател на општинската, организирав многу активности во врска со претходните избори, само ја качувавме таа разлика, така да сега треба да освојам максимален број на гласови за да не паднам по тоа што го имам како последен резултат. Ние искрено ќе се посветиме на нашите програмски ветувања, нашите проекти, на нашите идеи и реализации. Ќе го посетиме секој мало, секоја населба, ќе тропнеме на секој врата и ќе побараме поддршката на граѓаните. Нормално ќе слушаме и критики, и позитивни, и негативни, се со цел да бидеме што е можно поуспешни. Така да искрено ќе го следиме и противникот, но ќе се занимаваме повеќе со нашата работа, со нашата кампања, нашата програма. За крај, која порака би ја упатиле до граѓаните? Граѓаните на Центар се символ на еден пркос, на една борба, на еден глас кој што во изминативе години покажа дека граѓаните на Центар знаат што сакаат и знаат за што се борат. Тоа што се случуваше во 2013 година, каде што граѓаните ја дадоа својата поддршка, односно се спротивставија на еден режим, покажува дека граѓаните на Центар не може да ги лажете, не може да манипулирате со нив. И јас како граѓанин на Центар кој што живее над 26 години во општина Центар, сакам да им порачам дека треба да се борат за своите права, без разлика дали кандидатот или градоначалникот е од било која политичка партија, да си ги барат, да се чуе, да го дигнат својот глас, за да се изборат за своје подобро утре. Граѓаните на Центар знаат тоа како да го направат, така да им порачувам и посоветувам дека во наредниот период треба отворено да зборат со нас, да ги кажат своите мислења, своите ставови гласно. Ние така и ќе функционираме. После 15 октомври ќе бидеме отворени, ќе користиме сите расположливи ресурси за комуникација со луѓето, но секогаш да си застанат во одбрана на тоа што сметаат. Центарот секогаш бил символ и на пркосот, и на гласот за вистина, за подобро утре, така и да останат и нормално да се гледаме во наредниот период за убави работи. Јас ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше кандидатот за градоначалник за општина Центар од редовите на СДСМ, Саша Богдановиќ. Јас ви благодарам за вниманието.